Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во ова ново издание на Колосек интервју. Вечерашната тема на разговор е програмата за ран детски развој. Со учество на околу 70 воспитувачи, директори на градинки, како и представници на надлежни министерства од регионот, во тек е регионален тренинг за ран детски развој. Семинарот е во организација на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Затоа ќе поразговараме во текот на овие 40 на минути со моите вечерашни гости, кои што етапно ќе ви ги представувам, а сега за сега во првиот дел од разговорот со мене се Лилјана Васич, директорка на организацијата Помош деци од Белградска Србија. Лилјана, добре дојдовте во МТМ телевизија и во Македонија во Скопје. И Катерина Конеска, представник од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Катерина, добре дојдовте и вие. Добре најде. Го најавив проектот, меѓутоа тренингот го најавив, меѓутоа би сакала да поразговараме за проектот, што вклучува овој проект, за што станува збор. Ке ни објасните, еве господја Лилјана, може вие. Може. Проекат е регионален, као што сте рекли, трае 4 години и обухвата практично све земје у региону, од Македонije, Албанije, Kosova, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i naše partnere iz Severne Irske горе у Уединjenom краљевству. Така, Катерина, веќе ни преведете. Како што рековте, така проектот е како што рековте регионален и трае 4 години и ги опфаќа скоро сите земји од регионот, тоа се Србија, Хрватска, Косово, Албанија, Црна Гора, Македонија и тука се вклучени и нашите партнери од Северна Ирска. И финансира наравно проекат Европска комисија. Cilj projekta našeg, ovog zajedničkog, je da promovišemo razvoj mira i poštovanje različitosti kroz rad sa malom decom. Да, проектот е финансиран од страна на Европската комисија и целта на самиот проект е да се промовира градењето на мирот и почитувањето на разликите преку работа со малите деца. Така. Taj program ima nekoliko komponenti. U programu se razvija mogućnost istraživanja šta, kako sa decom raditi najbolje, šta daje rezultate, šta ne. Monitoring rada, kako bi se unapredio u svakoj sredini. Naravno, zagovaranje i lobiranje da ljudi prepoznaju i značaj ranog razvoja i istovremeno rada sa decom na ovaj način. Ovaj ceo program sa vaspitačima u vrtićima i naravno povećanje odgovornosti, odnosno kvaliteta samih organizacija koje rade. Да, самиот проект е составен од 5 компоненти. Првата компонента е компонентата која што се однесува на истражување, од аспект на тоа значи на истражување на работата со деца и кои програми, политики се најсоодветни за работа со малите деца. Втората компонента е мониторинг, се однесува значи на мониторирање или следење на работата. Третата компонента е за застапување и лобирање, односно да се промовира во јавноста и кај надлежните институции за тоа колку е важен раниот детски развој и ваквиот начин на работа со децата. Четвртата компонента е онаа компонента во која што се случува, значи целиот овој регионален тренинг за кој што ќе се зборува малку подоцна, таа директна работа со воспитувачите кои што директно работат со децата и петтата компонента се однесува на подигнување на квалитетот на работата на невладините организации. Така. Ќе ни кажете ли какви се искуствата од спроведувањето на овој проект кај вас во Србија, во Белград? Mi smo uključeni naravno od početka jer mi vodimo ovaj program. Kod nas 20 različitih vrtića realizuje ovaj program i istovremeno mi pokušavamo da u nacionalni kurikulum uvučemo ove programe i načine rada. Između ostalog, naše lutke koje nisu prepoznate bile do sad, ali sad su postale jako popularne i među vaspitačima i decom. Так, да. Искуството од работата во Србија
нормалното што Србија е носител на проектот и ги имплементираат овие активности. 20 детски градинки се вклучени во оваа програма директно при имплементацијата и она што сака да го нагласат се овие две кукли кои што пред тоа не биле познати, меѓутоа се сега многу популарни меѓу децата и воспитувачите во градинките каде што се применуваат. Така, од кога започна да се спроведува проектот? Od kraja 2012. godine Проектот je krenuo. Така, проектот започна да се спроведува од крајот на 2012 година. I trajeće 4 godine. Да, ќе трае 4 години. Одлично. Сега, Катерина, за самиот тренинг би сакала да ни кажете што ќе се случува? Така, тренингот, како што кажавте во најавата, околу 70 воспитувачи има представници, има од представници од надлежните министерства од земјите во регионот и директори на градинки од сите земји во регионот кои што се вклучени во оваа програма и воспитувачите ќе поминат обука, ќе може значи да ги согледаат искуствата кои што нашата партнерска организација од Северна Ирска, Early Years, ќе ги сподели во областа на мирно разрешување на конфликти, мировно образование и почитување на разликите преку разработка на методи за директна работа со децата, односно преку користење на овие кукли кои што се тука со нас во студиото. I još naravno drugih metoda koje oni koriste i koji su proizašli iz rada Međunarodne mreže za razvoj mira kroz rad sa malim Така, исто така тие ќе ги споделат и Чии сме други. сви чланови. Така, тие ќе споделат и други модели за работа и методи кои што ги користат, кои што се произлезени од меѓународна мрежа за организации кои што се занимаваат за работа со мали деца кои што доаѓаат од конфликтни и постконфликтни региони, во која што сме членки сите организации кои што се ја имплементираат оваа програма во земјите во регионот. Така, што очекувате, какви се вашите очекувања од семинарот? Ovo je jedan u nizu seminara koji su održavani i koji će biti još održani u ove 4 godine. Ono što je meni najvrednije, dolazim iz civilnog društva, je što su ljudi koji rade sa malom decom u celom regionu nekako upoznali jedni druge i u ovom našem regionu, naravno, gde sve manje ima putovanja između zemalja, upoznali i gradove, i mesta, i države, i ljude koji rade i nekako su se uspostavile dobre veze. Ono што е за мене најважно како човек кој што доаѓам од граѓанското општество е тоа што луѓето кои што работат директно со малите деца има можност директно да се запознат и да воспостават врски и контакти меѓу себе од сите држави во регионот. A to dovodi do rušenja raznih barijera i automatski oni drugu poruku onda deci prenose kada rade sa njima. Тоа доведува до рушење на разни бариери кои што постојат и фактички на тој начин пораката која што ќе испрата до децата е поинаква. Така, одлично. Катерина, во кои градинки се спроведува оваа програма и какви се резултатите таму? Така, во Република Македонија во 11 градинки се спроведува оваа програма, со тоа што при изборот на градинките со кои што ќе работиме, во кои што ќе ги пилотираме прирачниците кои што ги спроведуваме во оваа програма, внимававме значи да имаме територијална покриеност од сите од различни градови во Македонија и тука има вклучено групи значи каде што се работи на македонски и на албански јазик. За резултатите значи во тек се пред пилотирањето на самиот прирачник е направена предевалуација и по завршувањето на регионалниот прирачник за работа со мали деца ќе биде направена и постевалуација каде што ќе се направи споредба и да се огледа прогресот. Меѓутоа можам да споделам некој искуство од директна работа со деца, затоа што имаме значи колешка која што оди директно ги менторира, ги следи и ги поддржува во нивната работа, каде што имаме искуства воспитувачи кои што споделуваат одредени позитивни искуства и забележале виден позитивен прогрес во однесувањето кај некои од дечињата, особено при користењето на
на куклите, затоа што на куклите им се дава личност и преку таа личност, значи, се персонализира куклата, на децата им се внесува во групата во работа со децата. Имаше едно искуство каде што една воспитувачка кажа конкретен пример, би го споделила и сега за јавноста, за некое детенце кое што случајно ја било малку потемпераментно дете и влегувало повеќе во конфликт со останатите деца и случајно ја повредило една од куклата, меѓутоа кога му е објаснето значи дека тоа не треба така да го прави, детенцето следните денови многу се коригирало во своето однесување, станало многу попријателски расположено не само кон куклата, туку и кон останатите другарчиња во групата. Така, колкав број на воспитувачи се обучени досега и какви се нивните резултати во однос на тоа како се однесуваат дечињата? Така, во Република Македонија околу 40 воспитувачи имаат поминато, значи има низа вакви, како што спомена и господја Лилјана. Ова е тренинг кој што се спроведува во Скопје, еден од низа на тренинзи кои што досега се спровели и ќе се спроведуваат до крајот на програмата. Беа спроведувани тренинзи во Загреб, одевме и во Белград, се со цел да се споделат искуствата, Тирана, така искуствата од терен. За резултатите нели веќе споменав, меѓутоа кога ќе завршат истражувањето, ќе организираме сигурно некоја пресконференција на која што ќе ви информираме и вас медиумите околу тоа, а Лилјана евентуално не знам ако сака да сподели за она друго истражување за претходните пилотирања кои што ги направивме. Na početku prve 2 godine smo na manjem broju vrtića probali da vidimo kako to uopšte u regionu funkcioniše i Katerina Koneska i ja smo imale zadovoljstvo i da predstavimo rezultate i u Budimpešti na međunarodnim skupovima. Ono što je najvažnije je da roditelji pre ikakvog rada sa decom i pominjanja rada sa decom nisu često primećivali da dete od 3 godine može zato što je neko drugo dete drugačije, ima plavu kosu ili crnu kosu pa dalje, da zato želi ili ne želi da sedne pored tog deteta, da se igra ili čak i da ga zadirkuje. A posle rada i sa roditeljima i sa vaspitačima, veliki broj roditelja je prepoznao da dete i u 3 godine može da pravi takvu razliku i da ume da razlikuje šta je ko igra dakle. Да, во првите 2 години од спроведувањето на проектот се спроведе истражување во помал обем на неколку градинки од секоја држава и тоа истражување беше презентирано и на меѓународна конференција за ран детски развој во Будимпешта. Истражувањето покажа затоа што освен работа со деца и воспитувачи, самата програма подразбира и работа со родители. Истражувањето покажа дека родителите пред спроведувањето на пилотирањето на програмата не можеле да идентификуваат, односно да препознаат дека дете на 3 години може да забележи различности кај друга особа. Меѓутоа, по спроведувањето на програмата и она спроведена пост-евалуација меѓу родителите е согледан прогрес дека родителите стануваат свесни дека децата дури на 3 годишна возраст може да ги забележат одреден тип на разлики. I drugi moment bitan je da je drastično veći broj vaspitača postao svestan da deca na osnovu shvatanja različitosti su pozitivna ili negativna prema drugoj deci, tako da sada svesno rade sa decom da bi deca prihvatila različitost i zbog toga ne bi prestala da se druže ili ne bi pravila probleme i sebi i drugima. Така, оно што би сакала да го нагласам е тоа што кај голем број на воспитувачи свеста е зголемена за тоа дека децата можат да препознаат разлики кај другите и на тој начин да се однесуваат позитивно или негативно кон другите деца, така што сега свесни за дека децата може да препознаваат разлики уште на таа мала возраст, настапуваат во својата работа во таа насока да ги почитуваат различностите уште од најмали години. Така, одлично. Јас мислам дека малку од малку објаснивме на гледачите за каков вид на проект станува збор. Овдека ќе завршиме со вас, Лилјана. Ви благодарам за гостувањето во МТМ телевизија. Драго ми е што имавме можност да поразговараме токму на оваа тема и се надевам дека ќе
ќе ја разберат програмата родителите и колку е важна таа за самите деца. Hvala vama što ste nas pozvali. Сега ќе ги најавиме рекламите, одиме со краток блок на реклами, а потоа се враќаме. Продолжуваме по краткиот рекламен блок, се враќаме во студиото. Подсетување за вас кои што подосна се вклучивте на МТМ, со мене во студиото се представници од регионот на програмата за ран детски развој. Изминативе денови и во текот на овие 6 дена се одржува тренинг семинар, Катерина ќе ме подсетиш, така беше, тренинг семинар, каде што има обучувачи од Ирска и токму на оваа тема разговараме денеска. Меѓутоа на местото на Лилијана Васиќ во студиото ни дојде Санда Шогулј од детската градинка Владимир Надзор од Кастав, Хрватска. Санда, добре дојдовте вие. Добро вас нашла. За почеток би ве прашала каква улога имаат воспитувачите во оваа програма, да се надоврзиме на разговорот што претходно го кажавме со Лилјана. Pa, dobro večer svima. Naš nacionalni kurikulum potiče razvijanje svijesti o različitosti, uvažavanjem drugih i drugačijih. Нашиот национална програма ја поттикнува почитувањето на различностите и почитување на секој што е поразличен од нас. Te i kroz ovaj projekt odgajatelji razvijaju kod djece senzibilnost prema drugima i drugačijima. Преку овој проект воспитувачите ја развиваат сензибилноста за сите што се поинакви и поразлични од нас. Така. Во кои градови и каде се спроведува проектот во Хрватска? Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav, znači Hrvatska, znači moj vrtić iz kojeg dolazim, uključio se u projekt krajem 2012. godine. Детската градинка Владимир Назор од Кастав, од каде што јас доаѓам и каде што работам, се има вклучено во овој проект од крајот на 2012. година. Provode ga kolegice koje su prošle više treninga. Го спроведуваат колешки кои што имаат поминато повеќе тренинзи. A gradovi iz Hrvatske koji su uključeni, znači osim Kastva, tu je Zaprešić, Zagreb. Градови од Хрватска, значи кои што се вклучени се Запрешик, Загреб, Vukovar, Vukovar, добро. Vinkovci i Petrinja. Така. Како се спроведува проектот? Какви се искуствата ваши? Бидејќи вие сте воспитувач во градинката. Tako je, ja sam odgajatelj po struci, pa svi znamo da lutka ima jednu veliku, važnu ulogu u razvoju i životu djeteta. Јас сум воспитувач по струка и сите знаеме дека куклата има важна улога во воспитувањето и развојот на детето. Ove lutke koje možemo ovdje vidjeti su personalizirane lutke. Овие кукли кои што можеме тука да ги видиме се персонализирани кукли. Odgajatelj ju koristi, znači namijenjena je prvenstveno da ju odgajatelj koristi. Така. Ги користат воспитувачите, значи наменати е првенствено да ги користат воспитувачите. Ona se koristi u raznim aktivnostima, znači u životu vrtića. Таа се користи во разни активности кои што се спроведуваат во градинката. Ali nekakav poseban značaj ona ipak ima kad se radi o kriznim situacijama. Но особено значење таа се ипак има кога се работи за некои кризни ситуации. Ne mora uvijek rat i ratna zbivanja biti to, tu su nažalost sve češći i razvodi. Не мора секогаш војната и војните случувања да се третираат како кризни ситуации. Тука многу често се јавуваат и разводите. Smrt u obitelji. Смрт во семејството. I nekakve situacije koje na dijete djeluju potresno. И некои други ситуации кои што делуваат на детето потресно. Ali i naravno u normalnim životnim okolnostima i situacijama.
но секако и во нормалните животни околности и ситуации. Kao rođenje brata, sestre, Tak. preseljenje na neko novo mjesto i tako. Ne mora biti isključivo samo u traumatskim situacijama. Значи, како раѓање на братче, сестричка, преселување на друго место, што значи не мора секогаш да бидат само трауматски случувања. Така. Катерина, вие ќе ни кажете што очекувате од обучувачите од Ирска, што ги обучуваат воспитувачите, предпоставувам, кај нас во Македонија. Така, обучувачите од кои што се дојдени да го спроведат тренингот тука во Скопје се представници од Early Years или раните години. Тоа е организација која што е исто така партнерска организација при спроведување на ова председе, накратко ја велиме, програма во регионот. Тие и достига имаат спроведено тренинзи за воспитувачите од целиот регион и сега значи се повторно тука во Скопје. Унапред се што очекуваме од нив е да ги споделат нивните искуства, знаења и методи кои што ги користат во нивната работа, затоа што знаеме дека и Северна Ирска исто така една држава која што се соочувала значи со конфликти, па она значи како тие ги надминале или ги разрешуваат конфликтите на мерен начин, методите кои што ги користат, особено значи во работата со малите деца, очекуваме да ги споделат заедно тука со нашите воспитувачи од целиот регион и секако значи самите воспитувачи, секој од својата област и од својата работа меѓу себе да си споделат одредени методи, начини, игри кои што ги користат во работата со децата. Така, бидејќи вие сте директно вклучени во семинарот, во тренингот, какви се вашите очекувања за Македонија? Тоа што си ти директно вклучена у тренинг, кои се твои очекувања из Македонија? Pa moje očekivanja su nekako nastaviti putem koje su kolegice počele prije 3 godine. Моите очекувања се пред се да го продолжам патот кој што го започнаа моите колешки пред 3 години. Naravno da smo počašćeni, da smo izabrani jedan od vrtića, da možemo sudjelovati u ovom projektu koji je od iznimne važnosti. Секако дека сме почестени што сме избрани да бидеме една од градинките која што ќе го спроведува овој проект што сметаме дека е од особена важност. Pa samim time uključujemo i nove odgajatelje. Па со самото тоа вклучуваме и други воспитувачи. Da jednostavno možemo proširiti priču u cijelom vrtiću. Така, за да можеме да прошириме целата идеја во целата градинка. Така. Би сакала и ве за крај од разговорот со вас да ве запрашам дали ви се допаѓа Скопје, бидејќи сте прв пат кај нас. Da li mi se dopada Скопје, да. Mogu vam iskreno reći da sam bila vrlo uzbuđena dolaskom u Makedoniju, jer nisam nikad bila u Makedoniji. Да, мора да ви кажам дека бев навистина возбудена дека ќе доаѓам во Македонија, затоа што никогаш не сум била пред тоа. Jako lijepe priče o Makedoniji i o Skopju sam čula od supruga. Многу убави, интересни приказни сум слушнала за Македонија од сопругот. I mogu vam reći da me grad osvojio. И можам да ви кажам дека градот ме освои. Evo danas planiramo otići u stari dio čisto da doživim i tu jednu dimenziju. Денеска еве планирам да отидам во стариот дел на градот, едноставно да ја доживам и таа димензија. Hvala na pozivu onima kojima su nas zvali. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам на гостувањето и благодарам што ги споделивте вашите искуства од работата која што вие ја работите директно со децата кај нас. Да. Ви се заблагодарам, значи што за споделивање ваше искуство од директни рад со деца. Bilo nam je zadovoljstvo. Ви благодарам уште еднаш, а ние ќе направиме една кратка пауза да го погледнеме джинглот, па потоа се на Сандар ни дојде Дијана Поповиќ Гаврановиќ од Црнагора, представник од организацијата Деца прие свега. Дијана, добре дојдовте и вие во студиото на МТМ. Hvala, dobrodošli. Želim da pozdravim vaše gledalce i hvala vam na pozivu. Ви благодарам на поканата и би сакала да ги поздравам вашите гледачи. Така. Еве би започнала со вас, бидејќи вие присуствувавте еден ден на тренингот, па ќе ни раскажете ли какви се вашите впечатоци?
Evo, sada sam imala priliku da čujem više o iskustvima iz Sjeverne Irske, jer oni više od 10 godina rade ovakav program. Да, имав можност да ги слушнам искуствата од Северна Ирска, затоа што тие повеќе години работат на ваков програм. A također su važna iskustva učesnika seminara iz ovih zemalja iz regiona. Исто така се важни искуствата кои што ги споделуваат другите учесници од земјите кои што учествуваат на овој семинар. Ali znači na treningu ne slušamo samo, nego i mi radimo aktivno. Така, на тренингот не слушаме само, туку и ние работиме активно. Tako to je prilika da se i mi lično razvijamo. Тоа е можност и ние лично да се развиваме. Da razmišljamo o svojim osjećanjima, o svojim uvjerenjima, o svom ponašanju. Да размислуваме за своите чувства, нашите уверувања, нашите размислувања. I kako djeca vide naše ponašanje. И како децата гледаат на нашето однесување. Jer mi možemo djeci pričati o tome da je važno da poštuju razlike i da poštuju druge ljude. Затоа што ние можеме да им говориме на децата дека е важно да ги почитуваат разликите и да ги почитуваат другите луѓе. Ali ako oni ne vide da mi to isto radimo, onda ništa nismo uradili. Но ако тие не видат дека и ние истото тоа го правиме, тогаш ништо не сме направили. Така. Би сакала да ве запрашам, која е моќта на мировното образование во раниот детски развој? Zadnjih nekoliko decenija su bila istraživanja o važnosti ranog razvoja djece. Последните неколку децении се направени повеќе истражувања за важноста на раниот детски развој. I o tome se sve više govori. За тоа се се повеќе говори. Jer se pokazalo da ako djeca na ranom razvoju dobiju vaspitanje i obrazovanje primjereno njihovom uzrastu, доколку децата на раниот детски, кои што се во ран детски развој, добијат воспитување и образование кој што е соодветно на нивната возраст, onda će se na vrijeme i pravilno razvijati njihov kognitivni razvoj. Тогаш ќе се навреме и соодветно ќе се развие нивниот когнитивен развој, emocionalni razvoj, емоционалниот развој i socijalni razvoj. и социјалниот развој. Eto, zato je i priča svuda u regionu, pa tako i u Crnoj Gori, da predškolske ustanove, znači dječji vrtići, moraju biti dostupni svoj djeci. Затоа, значи, како во Црна Гора, така и во земјите во регионот, постои она заложба дека градинките треба да бидат достапни за децата. I da što veći broj djece pohađa vrtić. И што поголем број на деца да ги посетуваат, односно се вклучени во градинките. Така. А какви се вашите искуства од кај вас, од вашата држава? Каде се спроведува, во кои градови е проектот и колку време? Predstavnici nevladinih organizacija i vladinih iz Crne Gore su imali prilike u septembru prošle godine Представниците на невладините организации, представници од владата на Црна Гора имаа можност минатата година da prisustvuju na konferenciji Dani mira u Beogradu, да присуствуваат на конференција кога беа деновите на мир во Белград, koju je organizovala nevladina organizacija Pomoć deci iz Beograda. која што организираше невладината организација Помоќ деци од Белград. I tada smo imali priliku da čujemo iskustva iz zemalja iz regiona i šire o značaju ranog razvoja. И тогаш имавме можност да слушнеме за искуствата на земјите од регионот, за значењето на раниот детски развој. Ovom programu koji predstavljamo u ovoj vašoj emisiji. За оваа програма која што ја представуваме во вашата емисија. I znači čuli smo pozitivna iskustva od svih učesnika tada. Слушнавме позитивни искуства од страна на сите учесници кои што беа тогаш присутни на таа конференција. Zainteresovali se za taj projekat. Се заинтересиравме за тој програм.
i dobili smo mogućnost da budemo partner na ovom projektu. И добивме можност да станеме партнер на овој проект. Tako, u Crnoj Gori je također propisano nacionalnim programom i planom predškolskih ustanova. Во Црна Гора исто така значи предвидена програма за ран детски развој во предучилишните установи I znači rad sa djecom na prihvatanju različitosti i na mirnom rješavanju problema. Работа со деца во делот на прифаќање на различностите и на мирно разрешување на проблемите. Tako da ovaj program nudi više mogućnosti za primjenu znači onoga što je već redovan plan i program u dječjim vrtićima u Crnoj Gori. Така што овој проект, оваа програма нуди многу поголема можност за примена на регуларната, редовната програма која што е предвидена за работа со децата во градинките. Така, одлично. Катерина, би запрашала вас, Лиљана во првиот дел од разговорот спомна дека проектот има повеќе компоненти. Ке сакате ли да ни раскажете, да ни образложите за секоја поединечно што содржи? Така беа споменати токму така останатите 4 компоненти, инаку вкупно има 5 компоненти во целата програма. Еве јас би започнала од првата и втората компонента се однесуваат на истражување на политиките и програмите од областа на раниот детски развој, што значи ние веќе имаме работено во таа област, е направена анализа за тоа со какви политики и програми располагаат државите од регионот во областа на мировното образование во раниот детски развој, и оваа компонента помага на тоа да се согледа преку другата компонента што ја користиме за следење или мониторирање за тоа што функционира, што не функционира, што би можело подобро да функционира, да се создадат и да се креираат едни програми и да се постави една добра основа за целокупната социјална политика која што се спроведува во регионот, во државите во регионот, од аспект на почитување на различностите, мирно разрешување на конфликтите кај во работата со малите деца. Инаку при овие компоненти исто така ги користиме сознанијата, искуствата и научените знаења, стекнатите знаења ги користиме и во нашата секојдневна работа преку анализа на спроведувањето на прирачниците во градинките, како децата, значи истражуваме, следиме, мониторираме како децата ги прифаќаат, како воспитувачите работат, како родителите гледаат на сето тоа, затоа што една од алките која што е вклучена во спроведувањето на оваа програма се освен воспитувачите, децата, исто така родителите и пошироката заедница. Третата компонента се однесува на компонентата за застапување и лобирање, каде што работиме во делот на промовирање на важноста на раниот детски развој, како и почитување на да се работи со децата што од најмали возраст во делот на почитување на разликите и градење на емпатија за прифаќање на секој што е поразличен, независно по било која основа. Четвртата компонента е ова, значи, за која што говориме скоро цела емисија, сите овие активности се случуваат во рамките на таа компонента. И петата компонента е компонентата која што се однесува на зајакнување, односно градење на квалитетот, квалитетен менеджмент на невладините организации кои што работат во ова и во други области на детските права. Па тука би сакала да нагласам, да подвлечам дека сите невладини организации кои што се носители од самиот почеток на ова програма се стекна со сертификат во рамките на оваа програма, се стекна со ISO 9001. Тоа е стандард за менеджмент на квалитет и се први невладини организации во државите кои што си имаат стекнато со ваков квалитет, кој што е еден вид на гаранција и потврда за квалитетно работење на овие организации, што значи тоа е еден вид на потврда на менеджирањето на тие организации, дека тие организации услугите и сервисите кои што ги нудат кон нивните корисници, а тоа се пред се децата, а потоа и нивното пошироко семејство, родителите, се на квалитетно и професионално ниво. Компонентите продолжуваат да работат и до крајот на оваа програма. Секоја компонента има предвидено план како таа ќе се развива, така што
Се надеваме дека до завршувањето на проектот сето она што е планирано ќе биде постигнато и резултатите ќе говорат сами за себе. Така се надевам и јас. Сега ме интересира родителите како реагираат на оваа програма. Значи родителите, мислам беше нели споменати од страна на другите говорници, во почетокот малку не можам да кажам резервирани, меѓутоа кога ги вклучувавме во некои активностите, повеќе беа од аспект на тоа дека немаат доволно слободно време да се вклучат, дека да, има интерес кај желба, меѓутоа немаат време и слично, меѓутоа со се поголемото објаснување на важност и нивното согледување на прогресот кој што постои кај нивните деца, самите добиваат желба и инспирација да се вклучат повеќе во програмата, така што ние организираме и одредени работилници директно со родителите, дури родителите се поканети да учествуваат во некои од работните групи кога работиме и во другите компоненти, не само во оваа компонента каде што е предвидена директна работа со семејството, туку ги каниме да споделат свое мислење и од аспект на другите компоненти за застапување и лобирање, за истражување, значи што тие сметаат дека е потребно да се истражува. Имавме дури едно искуство, можам да споделам, каде што родителите сами изразија желба дека треба да бидат прашани за одредено мислење кога ќе се креираат програмите за работа со децата во градинките и тие да дадат свој предлог што тие како родители сметаат дека треба да биде вклучено во тие програми. Така, одлично. За крај на разговорот, еве толку ни емисијата, за крај на разговорот би ве запрашала вас како ви се допаѓа Скопје, бидејќи вие сте прв пат во Скопје, какви се вашите искуства и дали е оно што очекувавте пред да дојдете? Прije kraja još samo da kažem, znači da Crna Gora se uključila ove godine u projekat, da smo mi do sada u pripremnoj fazi i da na ovom treningu se obučava 10 vaspitača iz Crne Gore koji će raditi sa djecom u Podgorici i u Nikšiću. Пред крајот исто така би сакала да нагласам дека Црна Гора се вклучи оваа година во оваа програма и сега на овој тренинг тука се обучуваат 10 воспитувачи кои што ќе работат во Подгорица и во Никшик, во градинките во Подгорица и Никшик. Така, da. Što se tiče Makedonije i Skoplja, ja sam jako nostalgična zato što sam ja iz generacije koja je rođena i živjela u bivšoj Jugoslaviji. Што се однесува на Скопје и Македонија, јас сум многу носталгична затоа што јас припаѓам на генерација која што е родена во бивша Југославија. I uvijek me raduje kad se sretnemo mi sa prostora bivše Jugoslavije da možemo govoriti istim jezikom i razumjeti se. И секогаш ме радува што кога ќе се сретнеме ние луѓето од бивша Југославија говориме ист јазик и можеме да се разбереме. Da. Našите domaćini su nama poznati od ranije i sad smo imali prilike da se uvjerimo da su jako dobri domaćini na svom terenu. Така. Нашите домаќини ни се познати уште од порано, меѓутоа сега имавме прилика да се увериме дека се многу добри домаќини на свој терен. Ali isto tako ljudi na ulici su ljubazni. Исто така и луѓето на улица се љубезни. Šetali smo, vidjeli smo centar grada, a evo nadam se da ćemo imati prilike da vidimo i stari dio grada. Да, шетавме, имавме можност да го видиме центарот на градот и се надевам дека ќе имаме можност да го видиме и стариот дел на градот. Во Скопје има многу што да се види, така што се надевам дека ќе успеете барем по големиот дел да го видите и да се восхитувате на сите убавини кои што ги има Скопје и Македонија. Ви благодарам за гостувањето, дами. Драго ми е што имавме можност да поразговараме токму на оваа тема, да ги запознаеме гледачите за програмата која што се развива во детските градинки за ран детски развој. Катерина, ти благодарам тебе за преводот и за гостувањето и за сето оно што го споделивте со мене и со нашите гледачи. Јас ви благодарам за поканата и благодарам на тоа што вие како медиуми секогаш ја следите и ја поддржувате работата и заедно со вас резултатите кои што ќе ги постигнеме ќе бидат поголеми. Така, МТМ секогаш подготвена за соработка. Ви благодарам уште еднаш. Ние, почитувани гледачи, овде се одјавуваме. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер. I arestori,
është lënduar, gjithsesi është maltretuar, pas marrjes së akteve